Иако е тешко во мои години човек да биде возбуден, но се наоѓам визави срцето на Македонија. Вие сте срцето на Македонија. Штета што овде не е Заев да ја фрли бомбата. Со една бомба ќе го убиеше срцето на Македонија, што е неговата цел. Не мораше се бомби. Ќе уштедевме на време, на простор, на медиуми, на се. Силни сме, но на силниот му доликува да е мудар. Што налага, според мене, мудроста во оваа ситуација? Прво и најосновно е, браке и сестри македонци, да не се подадете на културата на омразата, која со сета сила ја шири една тајфа на медиокритети, која со најподли средства прво успеа да направи пуч во собствената партија, од каде го изгони умот и разумот, и каде на чело дојдоа едни луѓе со многу просечни, би рекол, професионални, граѓански и политички квалитети. Значи да не се подаваме на таа хистерија, да не се мразиме. Оти целта на нашите непријатели да се замразиме, иако треба да направиме нешто уште полошо. Стара вистина е, научена од историјата, пиши дури и во моите некои дела, дека ако сака непријателот на Македонија ефикасно да ја уништи оваа земја, треба да најми македонци. И конечно ме послушаа, го направиат. Ама не било така. Оти македонскиот народ им кажува секоја минута, еве, од овој првата порака, од овој собирје нон пасаран. Втората порака од овој собир, барем што се однесува до мене. Мислам дека на Македонија подитно и треба опозиција, но не опозиција која ќе служи за мајтап, туку вистинска опозиција, од која што ние на власт ќе трепериме, ќе ги прифаќаме нивните предлози, со кое што ќе можеме достојно да се бориме. Не можете да играте шах со човек кој игра трица. Не знае шах, конјот ќе се збуни. Затоа ни треба опозиција. И нека господата од СДСМ се свестат малку, нека се вратат на разумна ситуација. Ако не можат сами, Европа е преполна со лидери бивши кои се најмуваат за советници. Не, и цената не е многу скапа, $100,000 на час наплатуваат. Третата порака е да си се вратат во парламентот. Сега е во мода да се бара политичка разрешница. Како да цела Европа, сите ние сме слепи, сите политички разрешници во сите држави цивилизирани се наоѓаат во парламентот. Не може на улици, не може по кафани, не може по митинзи. Може само и исклучено во парламентот. Значи нека си се вратат како попчиња во парламентот. Четврта порака е да не се прави комунистичка контрареволуција со тоа што се негираат фер избори, признаени од сите. Оти, ако едни фер избори не се признаат, следниот пат другите што ќе загубат, ќе ги прогласат за нефер избори. На тој начин ќе се уништат изборите слободни како нешто што е основа на секоја демократија и ќе се воведи тоталитаризам. Значи ова што го прават тие, тоа е контрареволуција, тоталитарна. И петто и на крај, нашата влада
treba bez nikakvih prečki da si ги продолжи проектите што ги ветила и што ги изведува. И институциите да си работат. Прекрасно е што обвинителството покани европски мониторинг, судството да работи транспарентно и да се прашаат сите тие водачи на таа хајка, зошто во петок говорат друго, во сабота трето, во недела петто. Мислам дека тоа се излезните решенија што ги советува здравиот разум. Мудрост е голем збор. Да не ве држам повеќе на нозе. Ви благодарам на вниманието.